еве се наоѓаме на лице место тука на просториите кои што пред неколку години ги претворивме во собственост на локалната самоуправа и одма им најдовме функција за нешто што е најбитно во Кавадарци и пошто е препознатливо за цела Република Македонија, тоа е да го претвориме во бизнис центар и да регионалната стопанска комора, па и сите други кои што имаат потреби од канцеларии и од работење во функција на бизнисот да бидат сместени тука и за тоа да не платат ништо, бидејќи дел од финансиите покрај локалната самоуправа тука ги покрива и бизнис центарот, односно ги покрива регионалната стопанска комора. И еве кога сме на оваа тема, очекувам овој објект да биде завршен за месец или месец и пол дена и да пресечеме лента. Добро е да забележат вашите камери дека навистина се работи и во овие студени денови. Би сакал во интерес на јавноста да спомнам уште неколку факти кои што се поврзани со бизнисот, со вработувањето во општина Кавадарци. Значи, во неодамна издадовме две дозволи за градење, прво на агроберзата, кој што со дигнувањето на снегот ќе почне да се гради и во кое што сигурно ќе се вработат околу 20 на луѓе. Овие денови го потпишуваме и договорот за паркингот, каде што минимум 20 луѓе ќе се вработат. Пред неколку денови поднесено е барање и платени се комуналиите за изградба на голем салон за мебел на Мебел Виница, каде што исто така неколку десетина луѓе ќе бидат вработени, бидејќи се работи за еден огромен објект. И тука би ја спомнал слога кој што со помош на локалната самоуправа, нели со нивни инвестиции, меѓутоа со помош на локалната самоуправа дојде до објектот кој што сега е во завршна фаза и каде што ќе се вработат исто така неколку десетици наши сограѓани. Од тука би сакал да го скренам и акцентот да го ставам на тоа дека и ние како локална самоуправа, исто како и владата, имаме личен удел за вработување. Севкупно обезбедивме со ова работење во изминатите неколку месеци над 50 нови работни места.